Ќе упатиме повторно пораки во разговорот кој што следува. Една од пораките е транспарентна, модерна и економски стабилна општина. Всушност е и приоритет на секоја локална самоуправа. Како во тоа успева општина Бутел, ќе дознаеме во разговорот со градоначалникот на општината Дарко Костовски. Добар ден и добре дојдовте. Добро ден, најдов. Ги менуваме работите од корен за да обезбедиме пристојни услови за живот на сите граѓани. Рековте и истакнавте во вашето обраќање по повод отчетот за 2 години работење на чело на општината. Успеавте ли? Некаде сме на повеќе од половина од тој зацртан пат, бидејќи некаде се наоѓаме на тој пат и во однос на мандатот, или 2 години од мандатот. Навистина можам да кажам дека сум задоволен по однос на тоа што го постигнавме до сега и некаде близу 80% од програмата која што ветивме пред изборно е реализирана. Тоа е одличен процент на реализација. Да, и се надевам дека ќе биде 100% до крајот на мандатот, бидејќи добар дел и од проектите кои што ги ветивме, нормално и тогаш спомнавме дека зависат и од соработка со централната власт, така да се надам дека до крајот на мандатот. Или не имате на проблеми? Генерално можам да истакнам слободно дека не, но во одредени сегменти знаеме и да имаме по некоја соработка, но тоа се случајни соработки кои што по однос на различни некои влијанија се настанати, но кога е во прашање официјалната политика од централната власт, ја немаме поддршката, не знам, ќе споменам само една работа, по основ на пензионирање, од Министерството за труд и социјална политика ни се закочени 30 вработувања, пошто навистина во детските градинки настанува веќе еден хаос и станува збор за еден нехуман чекор. Јас неколку пати апелирам до Министерка за труд и социјална политика ова да го промени, но ова е еден од проблемите кои што во иднина треба да го решавате. Секако со поддршка. Апсолутно, јас се надевам дека ќе најдеме решение за тоа што веќе станува збор за нехуманост. Но по некоја соработка и знаеме да имаме, во соработка со Министерство за образование, например, веќе ја обновивме целосно фасадата на основното училиште Панеот Гиновски во Бутел 2. Во моментов тече тендерска постапка за надградба на основното училиште Ацо Шопов во Радишани, нови 6 училници, еден многу битен и крупен проект, значаен за граѓаните од нас во Радишани, така да некаде знаеме да соработуваме, но генерално не е така за жал. Не треба да има политика кога станува збор. Општина Бутел, општина која што се наоѓа блиску до централното градско подрачје и некако имате уште поголема обврска да го држите тоа ниво на урбана средина која што треба да ги овозможи и задоволи сите услови за граѓаните кои што живеат, но и гравитираат низ општина Бутел. Знаете да упатите моќни, понекогаш и груби пораки во вашите обраќања. Велите инвестираме и градиме онаму каде што никој во изминатите децении немал интерес. Вие сега имате интерес секако во насока на обезбедување можности за граѓаните да вложувате во голем број на инфраструктурни објекти. Колку сте задоволни од сето тоа? Ќе ви дадам одредени примери. До сега реконструиравме целосно, а некаде изградивме нови игралишта, мада и реконструкциите се целосно нови игралишта, на места каде што не е чепнато ништо повеќе од 20 години. Затоа и дојдов до овие изјави, затоа што се реалност. И во таа смисла, мислам дека за прв пат на територија на општина Бутел рамномерно се инвестира во сите населени места, секако во оваа фаза од 2 години мандат во некој населено место повеќе, во некој помалце, но до крајот на мандатот сето тоа ќе биде избалансирано. Секако да не биде само во урбаниот дел, имате и населени места кои што гравитираат околу општина Бутел, каде што треба подеднакво да се развива Љуботен и Визбегово. Во Визбегово веќе е во завршна фаза новото училиште, изградено, за многу кусови ќе асфалтираме улицата која што од едната страна пристапна до училиштето, улица 1. Љуботен и Љубанци го решаваме повеќе деценискиот проблем, заедно со Американската амбасада обезбедивме $1 милион за водовод, најгорливото прашање за овие две населени места. Во Љубанци и Љуботен се асфалтираат улици, особено во Љуботен во Љубанци во изминатите 2 години. Тоа ќе продолжиме и до крајот на мандатот. Значи, верувајте дека станува збор за подеднаков рамномерен развој. Не знам, во урбаниот дел пак Бутел за прв пат доби еден плоштад, место каде што можеме да организираме одредени
манифестации и забави. Така да рамномерниот развој беше мое предизборно ветување и мислам дека сега е реалност. Да, споменавте дека општина Бутел за прв пат доби плоштад, меѓутоа и децениското ветување за уредување на речното корито и изградба на трим патека на реката Серава исто така стана реалност. Така што имате за што да се пофалите. Тоа е веќе во една сериозна фаза, станува збор за ветување кое што јас го памтам дека е од страна на градоначалниците или кандидати за градоначалници што од јас кога бев дете. Но ете сега конечно после толку време проектот е во вредност од околу 1 милион евра, буџет од општина Бутел, значи буџет кој што е пронеден на домакински начин и навистина се зида едно велелепно корито, веќе има 100 метри иззидано, навистина станува збор за убаво место кое што понатака ќе биде изградена, кога ќе биде завршен коритото и една трим патека на која што ќе можат конечно бутелчани да имаат место каде што ќе рекреираат. Споменавте буџета, јас најавив дека последниот месец од годината е месец во кој што се сумираат резултатите, но и се креира новиот буџет за наредната година за да може нели да се реализираат нови проекти и практично вие преку квалитетни идеи успевате да го реализирате, испланирате буџетот за наредната година според потребите на граѓаните и ова година општина Бутел креира буџет заедно со граѓаните. Што бараат граѓаните и колку може нивните барања да ги усогласите со можностите на општината? Исто како и лани и оваа година буквално заедно со граѓаните, непосредно го креираме буџетот. Наши тимови одеа дури во домовите на граѓаните, ги посетуваа за идеи, а потоа и организиравме една тркалезна јавна трибина каде што споделувавме идеи. Знаете што, некогаш се случува да има и некоја идеја која што најнапред нема ингеренција општина Бутел да направи, некогаш има и некои многу гломазни идеи за кои што немаме финансии, но најчесто идеите од страна на граѓаните се многу реални и се реални потреби. И мене ми е многу драго што покрај она што ви кажав дека имаме 80% скоро реализација од програмата, голем дел од проектите кои што ги реализиравме во минатите 2 години беа во од, значи беа спомнати од граѓаните после изборнот. Затоа постојано ги комуницираме граѓаните, да не биде само она што сме го заклучиле ние пред изборите, туку и тековно да видиме дали ќе се роди некоја нова идеја што е многу значено. Така да веќе е буџетот во финална фаза, при крајот на месецот ќе биде се надевам изгласан со акламација од страна на сите советници, бидејќи станува збор за навистина квалитетна стратегија што веќе изминатите 2 години покажавме дека едноставно станува збор за нешто што е реално и што е исполнително и што навистина станува реално со тек на времето. Споменавте претходно со проблемите кои што ги имате во градинките со пензионирање со вработување на нов кадар, меѓутоа денови ви излеговте и со објава дека руинираната градинка во Бутел 2 конечно заминува во историјата, значи ќе добиете нова. Нова градинка, да. Во оваа прилика би сакал да се заблагодарам на пратеничката група на ВМРО ДПМН, председателот Мицковски што на виртуозен начин успеа да поминат амандман со кој што се обезбедуваат скоро од 1 милион евра средства за да се изгради нова градинка во Бутел 2. Станува збор за една навистина руинирана градинка која што треба да замине во историја и она што е навистина, што би сакал да ги известам граѓаните на општина Бутел, ние веќе спремаме проект, до крајот на година е готов проектот. На почетокот на следната година веднаш тендерираме и на пролет почнуваме со градба на нова градинка и со ова ќе имаме 2 нови градинки за само во период од 3 години, нешто што не се случило 30 години наназад. Значи 2 нови од темел изградени градинки кои што целосно ќе ги рекреираат, тоест релаксираат, се извинувам, односите, поточно сите оние листи кои што се за чекање на дечињата кои што во моментот постојат, не се во нека голема мера, но постојат. Со овие 2 градинки веќе на територија на општина Бутел нема да имаме проблем со чекање. Ќе останеме на тема блиска до образованието и велите дека образованието и младите остануваат и понатаму ваш врвен приоритет. Најавивте дека до крајот на годината инвестирате 11 милиони денари во образованието. Што се опфаќа ова инвестиција? Најнапред училишните униформи кои што дечињата ќе можат да ги носат на почетокот на второто полугодие, станува збор за училишни униформи на сите деца на територија на општина Бутел од 1 до 9 одделение. Потоа купуваме веќе тоа нема повеќе да биде на терет на семејствата, ќе биде? Да, тоа е на општината целосно, тоа е една убава мерка за социјална рамноправност, би рекол, нешто што нема ни да се разликуваат дечињата, ќе бидат порелаксирани по тој однос и секако финансиски, особено во ова време, значи.
а понатака ги докомплетираме и со ова мислам дека скоро ќе ги финализираме сите училишта, секоја училница да има по една смарт табла, ако не уште нешто ситно да ни остане, можеби да не зборувам сега најпрецизно, но генерално скоро сите училници ќе добијат по една смарт табла. Опремуваме нови информатички кабинети таму каде што е потребно и ќе изградиме за прв пат 2 нови ултрамодерни фитнес игралишта во Љубенци и во Бутел 1 во школските, во училишните дворови. И исто така не заборавам, многу важно, најголем дел од училиштата ќе добијат нови клупи и нови столчиња. Сето тоа ќе биде сега, до крајот на оваа година, и со тоа некаде формираме сума од околу 42-3 милиони денари инвестиции во образование само за период од 2 години, на што на вистина сум исклучително горд. Сите овие позитивни новини ќе ги очекуваат учениците со почетокот на второто полугодие во новата 24-та година. На заедничко задоволство и на учениците и на мене лично, заради тоа што образованието е наш приоритет и тоа не го криеме. И сега мора да истакнеме дека општина Бутел е еден од најспортските општини во земјава и практично вие поставивте и врвни стандарди за развој на спортот. Колку сте задоволни во таа насока и што уште сакате да реализирате? Искрено, сигурно имате многу планови. Однос на спортската инфраструктура, пред се мислам дека навистина поставивме стандарди за тоа на кој начин се работи кога станува збор за спортот, но и директна помош на спортот. Помагаме на спортските клубови директно со финансии и мислам дека сме единствена општина на територија на Македонија и во оваа година веќе ќе имаме и 100 стипендисти спортисти на територија на општина Бутел, кои што ќе добиваат сериозни средства на месечно ниво за да ги развиваат нивните таленти. Станува збор за талентирани спортисти кои што јас сметам како градоначалник, нели, доаѓам од таа фела од спортот, дека навистина ќе им значат директно на спортистите, значи не само на клубовите, помагам и на клубовите, но помагам и директно на спортистите. Генерално на тема спорт, навистина, да не биде нескромно, но многу голем дел од моите колеги ме консултираат по однос на ова прашање за тоа што веќе поставивме одреден стандард и пример како треба да се негува значајна гранка во едно општество, а тоа е темата спорт. Какво е чувството кога ќе ги изненадите граѓаните со вашето лично присуство низ домовите во вашата општина, сакајќи да им презентирате некаков реализиран проект или пак да ги прашате нели за проекти кои што тие би сакале да бидат реализирани во општината? Изненадени ли се од тој близок однос и таа непосредност? Па се, но не се премногу заради тоа што јас сум човек кој што е постојано надвор. Се движам низ Бутел, жаргонски речено, навистина сум бутелски лик. Скоро секоја вечер навечер пешачам. Сега граѓаните се дома во доцни часови заради тоа што е ладно, но летниот период и пролетниот период јас сум постојано на улица, особено во ноќните часови кога пешачиме. Таква една рекреација имаме заедно со мојот клуб и мојот брат. И некако сум во постојана комуникација. Така и ги следите и случувањата и ги детектирате и убавите и помалку убавите проблеми. Ако треба пешачењето реално да трае 1 час, најчесто трае 2,5-3 часа, заради тоа што сигурно ќе застанеме со над 30-40 луѓе да поразговараме. И тоа ми е особено задоволство што можеби квалитетот на пешачењето се намалува бидејќи застанувам постојано, но односот со луѓето е непроценлив и мислам дека тоа е една од поголемите предности што имам. Од сето ова што досега ми го кажавте, кога разговаравме за сето ова што е реализирано, некако имам чувство дека станува збор за еден забрзан развој на општината преку сето тоа што вие сакате да го реализирате како дел и од најавените и ветените проекти, она што следува во иднина. Колку вие лично како жител на општина Бутел сте задоволни од функционирањето на локалната власт и што најмногу тешко ви паѓа во водењето на општината, како прв човек? Да бидам искрен, како лик, тешко можам да кажам дека за нешто сум задоволен. Не знам, ние донесовме олимписки медал, беше сребро, па сакавме да биде злато, а Македонија немала сребро во историјата. Таков човек сум, но после 2 години мандат можам да речам дека сум мирен по однос на тоа што се случува. Се има една мала условно кажано и негативност по однос на тоа што навистина забрзано се разви во општина Бутел, тоа што ги изголемивме и очекувањата на граѓаните. Тие практично да нема очекување, бидејќи се случуваше суша во одреден период во минатото. Сега се очекувањата на многу повисоко ниво и јас го подготвив мојот тим дека тоа ќе се случува, да знаеме дека секоја година ќе треба се повеќе да работиме, а не првата највеќе па потоа да падне, туку темпото треба да се качува. А по однос на тоа што најтешко ми паѓа, вака на прва не ми доаѓа дека нешто особено ми паѓа најтешко, освен тоа што
не знам, би сакал да има општина Бутел поголем буџет од моменталниот, заради тоа што има многу идеи кои што би били и надвор од она ветеното за да се реализираат, но мислам дека доаѓа такво време кога навистина општините ќе бидат повеќе потпомогнати од страна на централните власти, па ете и таа желба ќе ми се исполни, па во таа смисла и би немал некоја потешкотија посебно. Јас ќе ви посакам убава завршница на оваа година што изминува, убав почеток на новата 2024 година и со нови успеси и реализирани проекти повторно да се видиме во некое ново издание на емисијата. Јас ви благодарам на одличното интервју и се надевам дека ќе се видиме во некоја следна прилика и ви благодарам за тоа што следите работата на нашата општина. Ми беше задоволство. Стои мене.